Здраво, здраво друштво, епизода 3 или парт 3 од серијалот EPN Champions. Одиме денеска правиме со нашиот двократен апсолутен шампион оваа полусезон, балкански шампион. Петар оваа полусезона освои се што можеше да се освои, а тек до прва има за освојување. Инаку Петар освои апсолутен шампион на пролетното државно првенство на 20 април, на балканското освои прво место во неговата категорија, на Херкулес Гранд Прикс освои прво место и апсолутна титула. Така да има доста што да ни кажем. Овој му е прв тренинг грб после сите надпревари. Има еден 10-дневен одмор од припреми, од строга ригорозна исхрана, тренинзи исцрпувачки, бидејќи на крајот знаеме сите колку самото тело нема енергија, но нашата единствена енергија во тие периоди е нашиот мозок. Петар да ни каже малце повеќе околу сето тоа. Се гледаме од тренингот со Петар да видиме како изгледа негов грб тренинг, да видите и вие да научите нешто и да одговориме на вашите прашања кои ги поставивте на мојот Инстаграм профил. И тоа е тоа. Се гледаме, дечки. Чао. Браво, браво. Правиш шампионски тренинг. Што прави да пречам? Колку вежба? Прилика ќе ми да 6 до 7. 6 до 7. Готово, јас те пратам тебе, таков и концептот на целиот серијал. Како вежба шампионите, така вежба на трет тренинг, дека што знам после на преварите, имаше мала пауза, ова ќе е 10 дена, да. Ова ќе е прв трет тренинг, прв грб тренинг, така? Да, прв. Одиме, не форсираме многу килажи, форсираме правилна форма и да работиме пред се, да не се победиме. Појме да се грам, така? Да, ајде да се грам. Цело тело, помалце. Добро. Правим горе дело, стегниме. Стегниме. Браво. Се лигаментите тие што се мускули влаки да се изтегнуваме. Добре, дело. Рагове на се Леко, поради дека цело со грб софајде буквално цело тело правиме добра циркулација низ цело тело пред да почне да доведеме. Да, морат да малце да се стегни све, додека ако не се стегни нешто, не до повреда, како да се чување да може и до повреда. Веќе и форсираме килажи. Ама да пример ти што се радо да вежба, че пример негде сакал да победа, негде да се чува. Едноставно ќе на победа. Може да почнеме со правим, ќе фатиме некоја си кратка серија на сајва. После починаме најчесто по вежбам тежински тренинга. Одам шипки со бучици, на шипките нормално почире. Повеќе слободни килажи да не бидат на машини форс. На машини може една да искомбинираме, само може не една, све зависи. Печен крал, полопајки, да. Значи одиме прво да се греем на сајва една вежба. Да. Лепо да ски поздравиме, у лифтен стик сме. Нешто што следните, да речам, 9-10 месеци тренирам. Сега да ви разумуваме, не се вече тука, инако Сиришев от Карпус, лифтен фит, најправилен избор. Поз до Тони и до Казорица. Hvala vi. Čekajte da se skuntam da ne kažem nešto nepokretno, da se čuta da mi dokaže. Thank you. Nema gale. Pogodi così buono. Значи и нозом напред. Поради што ќе правиме прва вежба тиба. Добро. Тиба не може да рече бицепс вежба, кој што
Можеш по секунда да се повеќе. Да, единствена вежба. Цело тело ти е опанато од доле, од возе до гора. Мала грешка иде врат, кичма, нешто примаш. I najgorsze. Десетина повторување, нашот десетина раз, долове, 2 до 3 серии, вака понабрзина. Този, сепак ова не се рачуна како вежба. Изикаваме минимална кола. Плюс. Ти беше 40. Треба да стане, сепак не е нешто тешко да е. Точно. И шува се домина. Чуо да е максимално главата по справата. Која прави това вежба? Да. Не знае да прави зала, вика, пучнеме на католско власт. Treba da uči od mene. Znaš se uči tako, treba. Ćao. Više učiva. Доволни се 2 седи. Да не претеруваме. Тук имаме и паузи правим. А гледај ти си малци на чистење фрле. Да, Затоа можем да кажем дека и добро ми оде, ама осеќам веќе енергија кај што ми паѓа. предпоставувам после 7-8 ден да ќе почине. Тој ми сакал. Земете срешички ако сакате. Готово. Најгостопријемно е. Мајчинска куќа си вас. Кажи. Ова е прва серија, прва вежба фактички. Прва вежба. Това не беше за гревање. Прва серија, ова е рачуна како загревачка. Добро. Правиме по 15 повторувања сите серии, вкупно 5 со се загревачка. Значи 4 работи, например, даваш ми една загревачка. Ова ми е така, другите се малце поинаку, 3 до 4 повторувања, сега зависи. Ама по-големи килажи, форсирани Да. килажи намалуваме на Оти повторување. има два вида ги правам на грб. Едното ми е тежински, другиот тренинг ми е повеќе функционален. Како функционален? Функционален се подразбира повеќе сајла, машина, Добро. помалце интензитет на шипка и на бучица за тежење. Значи да бе по-стабилно движењето. Да, вториот тренинг што го правам за грб во недавата ми е повеќе фокусира внатрешноста на мускулите, изразот на грбот, да добие дуба симетрија. А ова да дојде да опфати волумен, симетрија, издржливост, цврстина, све. Сила, снага. Да. Е вид тестостеронот да се накачи. Така, јасно. И јас ги практикувам тие два принципа, едниот ден одам помалку повторување со потешки вежби кои што се дија. Другиот тренинг повеќе на са или на справи, но повеќе повторување. Тоа е тоа. Ја ќе извадам. Не е битна тежината, битно е да се следи серијата, повторувањето. Тој има многу поголема улога. Не, убаво. Да. Колку става? Исто и плюс 10. Сега наредните тежини ми се сета се плюс. 12, значи до сега. Кајте го 80 кг, сега се 90. Битно, каде си
задоволен от самиот себе за целите припреми и целиот процес што го поминал сега. Да, супремно задоволен, ама не само кажам изненаде. Нешто очекуваш ти што, ама не си сигурен. Не до овој степен. Да, ама овој на таа база, на таа фаза за ова досегашно войско, сакав тоа да го едноставно ми сусце. Буквално желото и сонот се соствариле. Да. Тоа е тоа. Водиме прва работна. Ова не беше загревачка до сега. 90 кила. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. Але зашто да се поведе до Два. Не заемеше просек. како просек не Раз. Тоа е тоа. Што оставам само една? Може појаса да му дадеш. Да. Долго ќе биде много. Оти и че изгубни многу сила при зборување. Да. Ова е најбитно, ако сакаш грд дизел. Ова е најбитно. Според мен. 90 уште една десетка речера. Нека стои за после. Става. Окей. Одиме четврта работна серија. Да. Во неја стои 20 кила. Озбилно ќе лажа дефинитивно. За тоа, па ќе пробам на 12 до 13, пошто румено. Добро. Што не е малце. Иначе до 15. Одиме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тоа е тоа. Ја може да додам максимум со 9. Исто и трета правам со 9 волна. Добро, чистење, фаза Да не чистење. направиме проблем некој, ај да се чувам некој на тренингот. Не е исто фаза маса и фаза чистење. Точно. Фаза, маса бев до 100 кила стигнав тука, некој си 6-7 пати чисти повторување. Добре. Браво. Сега. Кој ще може? Тук завршиме. Да. Следно што правиме? Влечење, надвечен дел на грб. Со шип. Добро. Рогта. Да. Само од со подфот. Да. Или со надфот. Со нас. Со надфот. Готово. Одиме тогаш. Тоа е тоа. Рече. Да. На вие вежби почтувам осигурачи. Ја гледам некои дечки на бенч кога ќе стават осигурачи. Буквално си правиш по-лошо самиот по себе. Не, можеш да стоиш. Зависи до шипката, има некои што се лизгаат, некои не до ти. Зависи, почава каква. Добро, и тоа да, ама ја од 99% кај што сум бил сите тај нигде не се лизгал бенч. Тој веќе ако се лизга, значи нема стабилност у раз. А инаку викам, извади ги од осигурачите, пошто ако не можеш да ја дигнеш, барем можеш да ја растовариш. Ja најмногу што се смееш од гледа, на смит машина го ќе стати осигурач. Тоа уште е појасно. Да, уште појас, дефинитивно.
Ова е втора вежба. Тука директно со работна почнуваме. Да, директно со работа. Колку работни имаме тука? Вкупно 3, ама последната ние со намалување на килажа, Дропсет. кратко кажано дроп. Готово. Правиме од 10 до 12 трета серија со 8 дополнителни повторувања. Готово. Одиме. Еден. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Аз чувам со 80. Колко покачуваме тук сега за кайта? 5 плюс 100. Значи 100 че одим. Да. Добре. Вида. Сериалът ми е Панчаминас и моментът да ги запознаеме гледачите со шампионите на нашата страна, како вежбат принципи нивни. Како што ми кажа, последните пола месец, 2 недели пред надпревар ти овие вежби не ги правеше, така? Не, последниот недела ден. Последните недела, да. Да, оти изцепен си. Големи се шансите за повреда, големи се шансите за поголеми болки, гачеви, што едноставно ти овозможуваат поголем напор товар за набивање се. Точно. Поизморен се. Че овие вежби се практикуват претежно најмногу, ева, кога си у тие фази додека имаш повеќе сила, повеќе снага, веќе у тие последните фази, таа една недела дена, Да. пред надпревар, мастите нели, или салото, има и улога да не заштитува, еве како што се тие зглобови и тие делови, тогаш веќе, ако немаме салото таму имаме болки. Околу хидрацијата што има да ми кажеш? Околу хидрацијата? Има видено хидрација. Аха. Има видено кај едно стори, Добро. дента пред надпреварот, мислам дека беше пред државното, имаше Пепси Зеро. Баш и со Боги го прокоментираме тоа Пепси Зеро и Зеро соковите дека се здрави, само да не се претеруват. Што имаш да ми кажеш ти околу твојата хидрација пред надпревар? Па, скоро кај сите исто. Најбитно е, најравно, кој може да издржи, што повеќе вода, помалце да внесуваш бои, е Да. многу подобро. Што повеќе си на вода, помалце па на телото барат. Телото Барат за барат. сведувачи. Точно. Макар и тие минимален што се чувствува во устата, а не се чувствува толку многу во телото. Тоа е, Па е психичкиот момент. откриена тајна, секој бодибилдер, секој вежбач, дури жив на трен јаде, за да не јаде благо. Да. Вустов, термин на трен јаде. Јаден мастики, Airways, што немаат шеќери, нормално сите знаат дека немаат. Јадиме дуре вкусот и ја пукаш мастика, едноставно не гледаш ни колку јадеш, ни размислиш на пари, ни на цена. Тоа све трошиш, само мозоков да го релаксираш. Да стргне од тие припремачки мајнцет. Пак не се добри, Не мајнцет, туку припремачки терет на мозок. пак не се добри тие за сладувачи, но Да. подобро такви отколку да Отколку- седнеш да направиш чит. Точно. Пак знаеш дека продуктивно е и дека ќе има ефект со вода. Нормално. Не си штетиш. А најбитно е колку што можеш да издржиш вода. Вода. Да, Колку што може. водата не е добар, чистач на организмот, Се. филтратор се. Да. Одме, втора работна е. Ова килажа, Да. 10 повторувања, прв пат дека ми е тренинг тежински грб, не форсира по 12-13 повторувања, малце на малка. Добро. Вадиме 2 десетки 5 од стана Добро. и продолжува 8 повторувања, ептен по спој. Со задржување во секунди на
Колко намалуваме, за колко плочки? 2 десетки петка, едноставно намалуваме, най-добре да се намалява до 45 до 60% от тежината. Той я го практикува. Най-добре да се намалуват, кога си в фаза спремен, да намалиш 45%. Кога си подизморен, от 50 до 60%. Радим да можеш да направиш перфектно. Так, да биде оптимално. Потико ще кажа, вежбаме со задржување. Да. Значи това сега не е 110, 25 от страна ни са 30 кг вече, с 6 кг. Да. И ще намалим около 45 пейс. Да. От 45 до 60% да извадим. От тази граница да сме. Да. Водиме трета работа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, това. 25. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Това. Ходим аз, задържувам килажа от предната серия. Това не е 35 от страна, а аз ще намалям на 15 дроп сет, ще вие десетки и петки кайна. Да. Кой да заставя само? Тука! Да. Ще задържуваме 8. Това. Чекай. Куша. Максимално коректно да ги извадиме. Тука. Осем за 6 най-вероятно ще да раз. Ще видим сега, ще видим. Това. Втора вежба завършиме. Трета вежба одиме. Що е трета вежба? Трета вежба. Една малко подигната клупа. Добро. Со Бучици. Да, со бучници. Легнат скроз да го изпружуваме, обтегнуваме и максимум кој да назначи. Влечиме тука или до тело? Покрај тело за Лац. да изпадне за лацата и за внатрешниот дел. Готово. Што фаќа голем дел од грбот. Точно. Да стабилизираме малко от серията и имаме со трета вежба. Тука колко работи одиме? 3 по 10 повторување. По 10? Дроп сет нещо правим? Овде Не. Тука не се риска. Овде поспори движење, поголем Готово. фокус на обтегнување. Одиме. 1, 2, максимален стреч, 3, това е това. 4, 5, 6, значи контракция от почеток до край на движение. 8, мисля нека долу приправа. 9, 10, 11. Това е това. Дека би 10-11. Оти се загледав и знам, викам, мислам дека добро ти бројам,
Ако да? Со една, значи со мана. Ти знаеш, чим правиш 22,5, јас си го крем на малко, така да јас си го најсипал за да правам со двата интензитет како тебе. Одиме. Прва работна, Добре. 10 повторуваме. Това варианта немам правена од декември месец, може да речем. Тогаш ми беше некаде баш на пикот на маса и изморено. Сепак сме 10 сат на вечер, празна теретана. Тоа. Одиме се гледаме од трета работна серија со Петар. Чакай, човек. Јанко што се пута никој не се пута. Чуди, јас сега кога почнав да се цедам, не знам дали е до тоа, почнав доста да се потам. Ја цел живот се пута, дете малко. Првите Значи, недела-две, од кога почнав на кат дори чудно ми мирисаше и потта. Така појако, дали дека повеќе токсини тука изврнало тие први недела-две, повеќе вода. И мириса малко се различно. Почетокот е најбитен. Еве пример, кога почнеш од булк или од некој си залежување или од некоја си глупост на пауза, кога почнеш да се чистиш, првите недели на повеќе луѓе, на процент правови, гледа да немаш рибот. Аха. От и рибата, да знаеш, се смириси многу брзо, кажи, и обшто и други работи. Ја едино освен туна не практикував нешто друго. Ама бе риба, како што се пржена варена. Ти што може да се да са туна, например, и реално не е ни да ја купиш. Испаѓат колку цена, толку грамажа. Значи, Скапа е веќе, но... веќе едноставно е... Јас зимам од поевтини некои. Ја туни зема со вода, ама испадна тунава студена и да 125 грама тунава. Не не... 1 грам туна, 1 денар. Буквално. Инфлација. Инфлација. Одиме трета работна серија. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тоа е тоа. Петар заврши трета вежба. Јас одам уште една работна серија. Поточно трета. После продолжуваме четврта вежба. Тешко е да си бодибилдер.